Се зголемува бројот на лица кои користат клупски дроги, покажуваат последните истражувања на невладината Младински клуб. Истражувањата покажуваат дека екстазито и амфетамините се дрогите кои највисоко котираат на листата кај младата популација. За сега имаме опаѓање во корисничката популација на опијатната употреба, тоест на опијатите, бидејќи таа генерација на луѓе кои што користе опијати сега веќе старосно се зголемува. Имаме нови корисници, но тој број за сега е во константа една, значи немаме зголемување на бројот, но затоа напротив има зголемување во бројот на користење на кокаинот, амфетаминот и екстазите како дроги кои што се клупски дроги. Во однос на ресоциализација, Македонија е добра во однос со останатите балкански земји. Постојат најави за отварање на центри за ресоциализација, а активни се и неколку програми кои можат да понудат помош на зависниците. Па моментално може да кажем дека Македонија супер стои во однос на борбата со зависностите, бидејќи еве после 12 годишна работа во таа проблематика, Младински клуб работи во имплементацијата на националните стратегии за борба против ХИВ и ние како организација во програма за намалување на штети од употреба на дроги. Значи во ресоциализацијата за сега стоиме одлично, имаме добри назнаки и голема поддршка од владата, од Министерството за труд и социјална политика, со тоа дека ќе се најдат нови механизми за финансирање на овие програми кои што ги спроведуваме. Регионално сме една од најдобрите држави во однос на финансирањето на вакви програми, се надевам дека истото темпо ќе продолжи во иднина. И последната анкета спроведена од студентите на правниот факултет покажува дека има пораст на бројот на корисници на дрога. И најголем дел од нив се студентите. Меѓу младите најзастапена е марихуаната, како и лековите за смирување. 40% од испитаниците одговориле дека знаат за штетност од користењето на дрога, но до неа лесно се доаѓа. При анкетирањето биле опфатени 400 средношколци и студенти од целиот источен регион.